Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 1005 17 08 8 19 14 20 19 25 27, свикувам седница на Комисија за урбанизам и заштита на животна средина на Совет на општина Битола, која се одржува на 19.12.24 година. Дневен ред. Првен констатирам дека имаме кворум, можеме да ја одржиме седницата. Еве го предложениот дневен ред. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачје на општина Битола за 2025 година. Одлука за давање согласност на барање од Сдружение на граѓани Буковска филијала С Буково Битола за поставување на спомен обележје на КП БР 2784 за КО Буково. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичка планска документација во која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичка планска документација КПБР 3238, иста ваква одлука за КПБР 11380 КО Битола 3, за КПБР 5126 КО Битола 4 и за КПБР 17520 КО Битола 5, како и одлука за КПБР 18270 КО Битола и КПБР 832 КО Битола 4. Јас се извинувам, мислам дека одлуката за давање на согласност, овде дали е направена некоја грешка, одлуката за давање согласност на барање на Сдружение за граѓани Буковска филијала С Буково Битола за поставување на спомен обележје. Имаме ние посебна комисија за поставување на спомен обележја и ова точка не е местото во оваа комисија, меѓутоа на координација имавме уште едно барање за донесување на одлука за издвојување на постапка по барање на правното лице Церма ДО, кој поднеси иницијатива за измени и дополнување на дел од ГУП за четврти ИО2, блок ИО0204 и ИО0205, измени и дополнување на дел од ГУП четврти ИО05, ИО0504, блок И0505 од ГУП на град Битола, заради целисходност на постапката, различен опфат и намена, барање е да се одделат овие две постапки. Мислам дека втората точка не треба да биде прифатена на дневен ред, а да биде ставена точката барање за донесување на одлука за издвојување на постапките. Дали ќе гласаме за дневниот ред? Значи, ја отфрламе втората точка, таја треба да оди на Комисија за спомен обележја, а дополнуваме со барањето од иницијативата за одделување на постапка. Гласаме, Златко, за дневниот. 3 гласа за. Констатирам дека од дневниот ред е тргната точката број 2, одлука за давање на согласност на барањето на Сдруженијата на граѓани Буковска филијала С Буково Битола за поставување на спомен обележја, а додадено е барањето за донесување на одлука за издвојување на постапки. Андреј, да треба наново цел дневен ред да се прочита. Добро. Значи, седницата е со овој прифатен дневен ред. Прва точка, програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачје на општина Битола за 2025 година. Втора точка, одлука за утврдување на потреба
за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Буково во идна урбанистичка планска документација КПБР 3238 КАО Буково. Иста ваква одлука за КПБР 11380 КАО Битола 3, КПБР 5126 КАО Битола 4 и КПБР 17520 КАО Битола 5, како и КПБР 18270 КАО Битола и КПБР 832 КАО Битола 4, како и барање за донесување на одлука за издвојување на постапка. Се согласуваме со ваквиот дневен ред? Можеме да почнеме со првата точка. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 25-та. Имаме представник од службите на општина Битола, може да ни образложи програмата. Добар ден на сите. Како секоја година се донесува годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Значи, во моментот е доставена предлог годишна програма за финансирање. Истата согласно член 40 е доставена согласно член 40 од Законот за урбанистичко планирање и Службен весник на Република Северна Македонија 32/20, 111/23, 177/24, 224/24. Во оваа годишна програма се внесени урбанистички изработката на сите урбанистички планови, урбанистички проекти. Исто така ги содржат и урбанистичките проекти кои донесувачот смета дека се неопходни за спроведување на плановите. Во главном би било то. Мислам како материјали имате целата програма, доколку има некакви прашања. Стоиме на располагање. Јас имам прашање. Значи, вкупната сума на програмата во однос на ланската година е намалена на 5.200.000 денари. Значи, тоа како буџет кој е предвиден за 2025 година е 5.200.000 денари. Што значи? Како сума, што значи колку ќе може да се реализира од програмата, тоа е во ред. Мене ме интересира, ги споредував програмите кои ланија донесовме и годинава. Гледам дека има доста дополнителни точки во програмата. Меѓутоа, од реализирани точки имаме само една од цела програма. Пошто овде имаме иницијативи на општина Битола за детални планови и за урбанистички планови за село, а тоа е замашен број на точки, 2, 4, 6 позиции за детални планови и 2, 4, 6, 8, 10, 12, едно дополнително село кое се појавува сега 13. Сумата која е во буџетот воопшто не кореспондира со идејата да бидат реализирани од почнати постапките за донесување на овие планови, така? Мислам дека да, меѓутоа овде станува збор за, и наведени во делот на финансирање, дека во главном имаме
иницијативи кои се од физички и правни лица дел што си ги инвестираат самите, кои ги внесуваме во годишна програма. Има дел кој што би можел да се финансира од донации и од Агенција за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој. Сега имаш, знам дека за дел од овие мислам дека беше и побарано некои од постапките што се посебно за во делот со рурален развој што се за села, дека да се финансираат, да се внесат во годишна програма за рурален развој. Сега кои би биле прифатени, што би било внесено, мислам, треба да видим. Затоа што иницијативите за села ги донесовме нелани предходната година, ни еден план не е отпочнат, а за дуповите за Битола, кои се иницијатива на општина Битола, кои ги донесовме едногласно во овој совет, се донесени лани и ниту тие не се отпочнати. Затоа тоа ме носи во размислување дека нас не ни се доволно овие средства за урбанизам и средствата за урбанизам, доколку сакаме да реализираме нешто, треба да бидат зголемени. Благодарам, толку беше за оваа точка. Дали некој друг има да праша нешто по оваа точка? Пошто никој нема да праша, затворам оваа точка. Ке гласаме точка по точка или... Да, за оваа точка да се произнесиме со гласање? Ајде. Кој е за? Воздржани? Против? Нема. Еден за и двајца воздржани. Следните точки до последната се однесуваат за легализација на предмети дивоградби. До седма точка, значи од втора до седма точка, материјалите се овде, ќе дадам 10 минути пауза да ги разгледаме материјалите, го замолувам представникот на службите да остани доколку имаме некое прашање да биде поставено. Можеме да продолжиме, имаме 6 точки за вклопување на урбанистичко-планска документација, која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправни објекти. Комисијата ги разгледа сите 6 случаи. Доколку има некој член од комисијата, овде имаме представник од службите нешто да праша. Пошто немаме прашање, можеме да преидиме на гласање. Сакате да гласаме точка по точка или за сите 6 наеднаш? Добро. Кој е за? Двајца за. Воздржан 1. Со тоа го заклучувам гласањето за овие точки и имаме уште една последна точка, дополнителна, која ставивме. Тоа беше барање за донесување на одлука за издвојување на постапка. До Советот на општина Битола стигна од страна на правното лице Цермат ДОО барање за издвојување на постапка, појаснувајќи дека од страна на правното лице Цермат ДОО донесена иницијатива за измени и дополнување на ГУП за 4 ИО02, блок ИО02, 04, блок ИО0205 и измена и дополнување на дел од ГУП 4 ИО05, блок ИО0504, блок ИО0505 од ГУП на град Битола. Заради целисходност на постапката, различен опфат и намена, барам постапката за дел од ГУП 4 ИО02, блок ИО0204 и блок ИО0205 да се издвои, односно постапката по одобрената планска програма со решение за одобрување на планската програма број 08/1107/22 од 17.10.22 година да продолжи само за делот од ГУП 4 ИО05, блок ИО0504, блок ИО0505 од ГУП за град Битола. Согласно горе наведеното, ве молам за донесување на соодветна одлука од страна на Советот на општина Битола. По донесувањето на истата, Цермат ДОО Битола ќе поднесе нова иницијатива согласно закон. Ова беше барањето за издвојување на постапка. Отворам претрес по ова прашање. Дали некој има нешто да праша? Да. Дали
Кристијан е тука, јас ќе ве замолам, бидејќи ние сме сепак советници, далеку сме од правници и од урбанисти, мислењето да го даде за овој предмет и општината, за да знаеме да се водиме по каков начин да гласаме. Ние сме пред се тука за да служиме за доброто на граѓаните и нашиот град да се развива, меѓутоа овој град треба да важат правила и процеси, така да мислам дека најбитно е во овој момент да слушнеме мислењето на општината и стручителите. Благодарам. Некој друг прашање? Изволте. Да. Да. Еве, јас само конкретно ќе прашам, иако знам начелно кој е одговорот, дали законот дава можност, онака како што дава спојување, раздвојување на постапки? Значи, јас во ситуацијата гледам дека е поднесено некој барање од физичко, од правно лице. Правно. Да. За тоа како деление ние мислам дека немам информации, не сме запознаени, не сме во тек во однос на тоа. Предпоставувам дека сам ова образложение сега што го прочитавте, дека тоа е тоа или има некој дополнително образложение врз основа на што се повикува согласно која законска регулатива или било што. Нема дополнително објаснување. Нас како советници единствено не интересира и во интерес на јавноста и на другите инволвирани луѓе да знаеме дали имаме законска пречка да се одделат овие две постапки. Значи, но тоа што јас... Со тоа што едната останува, како и што е наведено, пошто едниот дел од ГУП се откажува од понатамошно водење на постапката за донесување на измени на ГУП, а останува само за другиот блок. Значи, не се отповикува, барањето не е да се отповика оваа постапка, туку да се изземи едниот дел, а другото да си остане во процедура и да се тера понатака. Искрено, досега не знам, вакво искуство сме немале досега, во моето работење. Во Законот за урбанистичко планирање не знам, досега не сум видел дека е предвидено нешто како постапка. Ваква, така да не знам се барањето, пак ти речам, барателот може највознай врз основа на што му се врз основа на кој насоки или кој законски Сметам дека тука се... може? Ајде, да. Сметам дека тука јас најискрено се соочувам со прв пат го гледам овој предмет, сам на комисија за урбанизам до сега не бил тука. Истиот сметам дека тука ако имаме ваков неутрален одговор од страна на општината во овој момент, во најмала рака треба барателот да испрати соодветни лица компетентни за ова да не објаснат по кој член, по кој закон и ние самите број 1 да донесеме одлука врз база на дополнително објаснување и број 2 мораме да добиеме некаков предлог и препорака од страна на општината или размислување поконкретно од делот на оделението. Јас немам ништо против службеникот, значи го разбирам потполно, можебите се соочува прв пат со овој предмет. Меѓутоа, најодговорно тврдам како советник со искуство дека во оваа фаза не сум сигурен дали ние можеме да донесеме одлука без да добиеме соодветен одговор и насока од делот на општината, бидејќи пред се работи за доброто на општината. Да ви сакам да ги слушнам и другите аргументации од делот на другите колеги советници, меѓутоа моето размислување досега во оваа фаза и во овој момент е дека барателот да испрати дополнително и лице правно кое ќе ни го објасни постапката, а мораме да имаме заклучок и мислење, односно не заклучок, туку мислење од страна на општината во вакви моменти, бидејќи мораме пред се и нација да се носиме врз база на законите и постапките. Благодарам. Сакавте да образложите. Да. Трајков Никола, собственик на Фармавет. Овој предмет во општината е повеќе од 8 години.
Иницијативата за започнување на постапка за измена и дополнување на урбанистички план ја поднесе Фармавет, прифатена од Советот се и така натаму. Јас не сум известен дека како странка во постапка дека ќе се разговара денес за оваа работа. Ќе ви молам службите да ме известат службено за оваа работа. Па ќе се произнесам писмено што мислам како мислам. Иначе предметот беше и во Скопје, Министерство транспорт и врски, дадени се насоки како да се работи за предметот. Знаете дека помината на Совет на општина Битола, влезено планска програма, дадено насоки од градоначалникот на општина Битола. Зошто се носи или зошто се предлага вакво нешто, јас не знам. И што стои за таа работа. Значи, вие до кога ќе го доставите вашето, пошто точката е ставена на дневен ред на оваа комисија и ќе оди на дневен ред на седницата и доколку биде прифатена ќе оди на седница. Ќе мора да имаме ние образложение за да можеме да донесеме став. Седницата е понеделник. Ако мене ме прашувате, јас за ова издвојување не се сложувам како странка во постапката. Доколку имам некакви реперкусии во иднина, јас ќе морам да си ги барам сите законски права. Изволте. Благодарам. Кажавте дека пред 8 години отпочната постапката. Ние тоеш не бевме советници кога отпочнала постапката. Дали може да ни кажете конкретно зашо се работи вашиот дел од генералниот урбанистички план? Да. Бидејќи, како што слушнавме од претседателката на комисијата, дека правно лице бара да се издвои од постапката, значи вие сте две правни лица. Конкретно, што барате вие со генералниот урбанистички план? И по деталниот урбанистички план на парцелата позната Прилјевска, местото викано Старата ветерана станица, е предвидено изградба на згради. Заради грешка во рамките на општина Битола постои дискорелација помеѓу деталниот и генералниот урбанистички план, во кој што во едниот постои А2 намена изградба на згради, знаете добро, во другиот е напишано А1. Поради таквата причина, со раководството во општина Битола и порано, да не подегнуваме судски тужби, се договоривме приватно да го финансираме парцијалната измена на генералниот урбанистички план. Во таа иницијатива покасно се вклучи приватната компанија Цермат заради заеднички трошоци и така натаму и ми беше укажано дека тоа ќе биде брзо, ќе се заврши за неколку месеци. Еве го тоа трае веќе 4 години. Добро, јас не знам, пошто се работи за различни локации, различна намена, како дојде до спојување на овие две парцели, тој не треба нас да не интересира овде како советници. Меѓутоа, доколку постои законска можност вашиот дел од ГУП да продолжи понатаму, а правниот субјект, се прашувам хипотетички за да ни стане и нас јасно, а другиот правен субјект да се откажи да се изземи од планот, вие повторно би си продолжиле со постапката? Знаете, сите работи што се досега направени, се направени заеднички. Предметот и во Скопје, во Министерство транспорт и врски, сите работи се направени заеднички во вкупната програма. Зошто во оваа фаза некој побарува нешто, мене не ми е јасно и само побара возражение. Значи, зборот целисходност мене не ми е јасен. Заради целисходност. Значи, ние денес предметот е готов, го работи вашиот колега Пеце Матерски, Јове Матерски, се извинувам. Ние чекаме да се стави во системот и ништо повеќе. Вие да гласате да се пушти Скопје, бидејќи најмалце 4 пати само јас ги имам носено комисиите и претходни во Министерството на транспорт и врски, го знаат добро овој предмет и така натаму. Јас не сум сигурен дека и тие знаат за оваа иницијатива во Скопје
бидејќи насоките кои што ги добивме писмено, јас како фарма, вет правно лице, јас постапам по тие насоки. Ние никакви други насоки немаме дека некои нови работи се случуваат. Значи, побара само општина да кажи зошто се побарува оваква работа, дали е законски, дали како мене, како фарма, ми носи некакви реперкусии и ништо повеќе. Затоа што врвењето на времето на речењето на предметот мене како фирма ми носи реперкусии. Значи, вака да ни стане јасно, општина Битола не побара да се раздвојат постапките, туку побара правното лице да се раздвојат постапките. Да, но ни вие како општина не сте сигурни дали е законски. Значи, постојат повеќе точки во целата програма во овие години што се работеле, кои што се водат под една точка. Значи, не се издвоени сите работи. А и самите знаете, значи, се почнува генералниот план, кои нови иницијативи ќе се прифатат. Така? Генералниот план е отпочнат. Парцијални измени е замени и тогаш беше... На сите ни е јасно нас. Да. Меѓутоа, значи, дали може ние некое толкување да добиеме и од изготвувачот на планот? Докаде е планот? Зошто се бара одвојување? Всушност, зошто се бара и докаде е планот, нас не треба во суштина да ни интересира, нас треба само да ни интересира дали постапката за одвојување на правните субјекти е законска и дали може вие независно со планот до кој што сте стигнати да продолжите понатаму. Тоа се барањата што треба да ни ги одговори јавната администрација. Тие се две прашања. А докаде сте со планот, како оди, кои ви се проблемите, не треба нас да не засега. Дали ќе може да ги добиеме тие одговори званично, Кристијан? Да. До седница. Ќе пробаме, меѓутоа јас пак тоа што имав да го кажам, ви го кажав дека онаква постапка како постапка со закон за урбанистичко, не знам, не е предвидена. Затоа не знам дали најдобро е барателот да си каже какви би имал, да си објасни кои би биле барањата и врз основа на што тие се нивното барање е доставено. Значи, мене ми интересираат само две прашања. Дали законски може да го направиме ова и дали постапката за другиот правен субјект ќе продолжи, да не го донесеме човекот во заблуда дека цел труд досега му бил... Може малце, значи ние, се извинувам, значи ние тука треба да добиеме, како што кажавте вие претседателки на комисијата, дека треба да добиеме насока од страна на општината врз база на законите кои постојат во нашата земја. Дали постапката која ја бара барателот е законска или не е законска. И јас сметам дека доколку таа постапка е законска, тогаш истата треба да биде донесена. Доколку не е законска, истата да не биде донесена. Меѓутоа, ние како советници треба да добиеме извадоци од законот, аргументација, а потоа ние ќе кажеме, ќе се изјасниме тука дали треба да гласам истата или не треба да гласам истата. Јас не мислам дека тука има некој кој би изгласал било што, а е надвор од рамките на законот. Да бидеме чисти. Затоа јас изволте. Не ми стана јасно од барателот, односно приватната компанија која што ја подеканала целата оваа иницијатива за промена на ГУП-от. Грешката беше во деталниот план, во генералниот и А1, А2 за да му стане појасно и нас и на јавноста точно што сакате вие како инвеститор таму да правите згради, која висина згради големина, тоа ме интересираше. Изволте. Сакате да одговорите? Ако ме прашувате мене, многу ќе ви одговорам секако. Значи, уште еднаш повторувам. Генералниот план, како што знаете подобро, јас сум доктор. Генералниот план е донесен во 1999 година. Детално е донесен 96-та. Во 96-та година е
предвидено маркица за деловен простор и згради. И во претходниот генерален план, на кој црпиме законски право 88, исто е предвидено згради. Во 99 година некој, сигурно од страната на општина Битола, при изработката на генералниот после 3 години, на истата парцела наместо А2 предвидува А1. Значи, тоа, кога отиде предметот во Скопје пред неколку години по насоки на работените во Министерството транспорт, ја увидоа таа работа, ви го вратија предметот назад и во 9 работи кои што се направија, кои што требаше да се сменат, една од ставките, 8 ги сменаме, вели општината да се ја поправи грешката во генерален план меѓу А2 и А1. Тоа беше причината и да се поведе иницијатива која што не знам зашто ние како приватни лица ја isfinansиравме, парцелна измена на ГУП за вас да ви помогнеме како општина да ја направиме, да поправиме грешката која што вие во општина Битола сте ја направиле. Не ние како субјекти. Значи, тој што го изработува генералниот план, наместо А2, таму во тој момент постоел А1. И затоа сето ова го влече проблемот. И ова се одолжува постојано. Ние досега сите иницијативи, сите работи ги работиме согласно законот. Зошто дојде ваква иницијатива, јас бев на состанок со господинот Зорано Цермат, не добив одговор зошто, што му обеќано во општина Битола и како. Бидејќи сите фази овој предмет ги има поминато, мене не ми е јасно што, како, и затоа ви реков, побарав писмено да ме известите, ако стоите како општина зад ова иницијатива на приватното лице Цермат, писмено да ме известите, поради тој правиме ваква работа, за во иднина јас да имам некаков документ да се повикам. Ништо повеќе, да не ги доведете советниците во заблуда. Да, јас сум советник. Ако председател на комисијата вели не знам, ние што разговараме? Не ми беше дилема да ние сме советници, не сме толку во оваа област. Што значи разликата А2, А1? Тоа там е дилема, тако знае и председателка да не Да, индивидуално домување е А1 во стамбени куќи, А2 е колективно домување во стамбени згради. Јас не ќам да навлезам во коментирање на планот деталниот, то нас не засега овде. Нас не засега само дали исправна е ваквата одлука. Ако лично јас се прашувам, јас не знам ни зошто биле обединети овие две постапки, меѓутоа биле обединети и постои законска можност да бидат обединети, да се разбериме дека не е незаконски тоа што се обединети. Значи, за да може да донесеме конкретен став, нас ни треба дополнително објаснување од општина Битола. Дали ова точка останува на дневен ред, јас ќе замолам вие како представник од администрацијата да се потрудите до понеделник да добиеме образложение, за да можеме да донесеме одлука за оваа точка. Дали Андреј се треба да не гласаме точката или? Ќе одиме на гласање конечната одлука, затоа што мене ми требаат дополнителни информации за да можам да донесам конечна одлука. Дали ќе гласаме за точката? Добро, кој е за? Нема за. Кој е воздржан? Тројца воздржани. Така да конечната одлука ќе ја донесеме на седницата со дополнителните информации. Благодарам.